Со обемна молба напишана на повеќе од 10 страници, адвокатскиот тим на поранешниот премиер Никола Груевски бара одложување на 2-годишната затворска казна за набавката на луксузниот Мерцедес. Молбата Груевски да не оди во затвор е архивирана во кривичниот суд и судијата има рок до четврток да одлучи дали Груевски на 8 ноември ќе оди во шутка или ќе му даде дополнителни 3 месеци на слобода. Груевски од Скопска единица одложувањето на затворската казна го бара со 2 незавршени работи. Ги образложува неговата актуелна пратеничка функција и докторатот кој го одбрани пред речиси 4 месеци. Сепак во молбата треба да имат цврсти докази и аргументи дека ако Груевски не се ги заврши работните обврски, ќе има поголема штета. Груевски и денеска не сакаше да коментира. Господине Груевски, како го коментирате тоа што го сега? Може би некој друг ден. По кои две основи ги барате? Во меѓувреме собраниските филтри тече постапката за евентуалното одземање на пратеничкиот мандат на Груевски. Првиот човек на законодавниот дом Тало Џафери веќе ја испратил пресудата тенк на председателот на комисијата за мандатно имунитетни прашања Павле Богоевски. Тој за еден ТВ вели дека ќе го запази рокот од 15 дена за закажување на седницата. Бидејќи Груевски не е осуден на најмалку 5 години затвор, пратеничкиот мандат автоматски не му престанува. Според уставот, мандат на пратеник може да се одземе со 2/3 мнозинство гласови. На пратеникот може да му биде одземен мандатот кога е осуден за кривично или друго казниво дело што го прави недостоен за вршење на функцијата пратеник, како и за неоправдано отсуство од собранието повеќе од 6 месеци. Груевски се жали до Врховниот суд и очекува преиспитување на пресудата за случајот Тенк, но до највисокиот суд предметот се уште не е пристигнат. 2 години затвора му донесе нарачката на блиндираниот Мерцедес на екс-премиерот. Во правосилната пресуда пишува дека Груевски влијаел противзаконско.